Добро утро. Како што кажа и ти самата, денеска се наоѓаме пред основното јавно обвинителство. Ова е локацијата каде што ќе заврши протестниот марш кој што ќе се организира во среда. Токму на оваа тема денеска споруваме со Катерина Иванова од невладината организација Хера, кои што се едни од организаторите на маршот. Добро утро, Катерина, и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро и на вас. Многу ми е драго што сум тука. Фала ви за можноста да кажам нешто повеќе за овој марш. За маршот веќе колку толку се слушна во јавноста, меѓутоа најмногу преку социјалните медиуми, каде што повикувате нели вие и сите организатори да се вклучат што поголем број на граѓани со цел да се даде знак на револт на се она што се случуваше со јавна соба, меѓутоа има и барања овој марш. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу самите барања и околу деталите за маршот? Секако, пред се бараме од јавното обвинителство да ги разреши овие случаи што е можно побрзо. Бидејќи стварно е крајно време, веќе една година се случува ова, го имавме истиот случај пред една година, како што знаеме. Сега имаме една реприза, да речам. Бараме од самите институции да делуваат што е можно побрзо и поефикасно, да се сменат многу регулативи кои ќе му возможат на жртвите многу по-безболна постапка, ќе ги охрабрат да пријавуваат, ќе има еден пријателски однос со институциите, каде што ќе може во овие случаи да се најдат виновниците, да се казнат истите, бараме тие администратори на групите да бидат казнати, сите оние кои споделувале слики и други лични поратоци, и тоа да се случи што е можно побрзо. Така, исто така имавте и барање да се смени кривичниот законник со тоа што ќе има можност да се одговара за демнење преку интернет, односно за сексуално вознемирување. Така, тоа барање се оствари, но сепак апел до институциите да тие действуваат по истите тие регулативи. Она што го гледаме не толку недостатокот на самите закони, да, има огромен недостаток, но сепак гледаме и огромно неделување на институциите, што е еден од клучните проблеми. Иако постојат самите регулативи, самите институции не постапуваат по нив. Маршот ќе започне во среда во 14 часот и 30 минути и тоа ќе започне пред Министерството за внатрешни работи, ќе заврши тука како што кажавме. Имате ли никаква агенда? Да речеме ќе може да се обрати некој на самиот марш на почетокот или на крајот? На самиот марш ќе може да се обраќаат граѓаните. Секој, како што видовме до сега, праксата е дека секој што има што да каже може да го каже тоа и ќе го поддржиме. Самото мото е не си сама и тоа сакаме што е можно повеќе да биде во јавноста, дека ниту една жртва не е сама и дека може кога сака да се обрати, дали на маршот, дали на социјалните мрежи, во било кој формат. Би било добро да споменеме и тоа дека во моментов се уште живееме во време на пандемија, мерките и оние забрани за групирање се уште на сила и важечки. Од друга страна нели се организира марш каде што се очекува поголема присутност на граѓани, ќе се запазат ли овие мерки? Апсолутно, ќе има редари кои би се грижале за целиот овие мерки. И апелираме до самите граѓани кои ќе бидат на маршот да внимаваат на носењето на маски, на дистанцата, на дезинфекцијата и доколку имате симптоми нормално покажете вашата поддршка од дома, дали тоа на социјалните медиуми или како сакате. И пред се да го заштитиме здравјето е најважно, но сепак мислам дека можеме да го изведеме ова без да се ставиме себе си на ризик. Би било добро исто така да споменеме и дали вакви маршови планирате и во иднина, све до исполнување на вашите барања, или ова е еден само марш во кој што сакате да се посвети барем малку повеќе внимание на темата? Во овој момент е испланиран овој марш, но понатаму ако се јави потреба, сигурна сум дека ќе има и други планови. Но сепак сега за сега е ова и ќе видиме како ќе изреагираат самите институции после овој јавен револт. Така, Катерина, споминавме сега пред малку дека се подготвуваат измени во кривичниот законник со кој што нели ќе се регулира тоа демнење на интернет. Мислите ли дека барем малку ќе придонесе кон тоа да се чувствуваме сите ние позаштитени на интернет? Малку да, но сепак мислам дека, како што реков и предходно, самото действување на институциите по овие закони е клучното. Џаба имаме слово на хартија ако на тоа не се действува.
Мора самите институции да преземат одговорност и да почнат да действуваат нови закони и да почнат да ги спроведуваат адекватно. Исто така, многу е важно не само законската регулатива, туку и самото образование. Мора што побрзо младите да се образуваат на темите како сексуално образование, за да можеме да имаме едно многу поемпатично, многу по-здраво општество, каде што не би имало вакви скандали. Уште еднаш да подсетиме, пред да ти се заблагодарам, 14 часот и 30 минути, да ги повикаме нашите гледачи, нека бидат пред Министерството за внатрешни работи да дадат поддршка. Во 14:30 пред МВР ве чекаме, транспаренти може да се земете од кај нас, така што секако маска, дистанца, дезинфекција, да го заштитиме здравието и да покажеме дека жртвите не се сами и дека нашиот револт е реален. Катерина, ти благодарам за издвоеното време и за денешното учество во утренски брифинг. Фала ви на вас. Ние се одјавуваме од тука, од предјавното обвинителство, каде што ќе биде финишот на маршот в среда.